Компанијата Magna International објави план за инвестирање во износ до 1,24 милијарди евра за нова фабрика за автомобили во Словенија. Главната цел е изградба на целосно функционална фабрика за возила во Словенија со годишен капацитет од 100 до 200.000 автомобили, се вели во словеничкото владино соопштение. Инвестицијата ќе биде извршена во 4 фази, но засега не се објавени нивните рокови. Според Магна, незината нова фабрика во Словенија ќе обезбеди барем 400 нови работни места. Канадската компанија ќе прави делови и компоненти за повеќето од главните автомобилски производители. Magna Steyr во Австрија ги произведува моделите на BMW 5 и Mercedes-Benz G-класа. Оваа фабрика работи со полн капацитет и веќе нема поголеми можности, па затоа компанијата сака нова фабрика во близина на Австрија и ја избра Словенија. Владата на Словенија вложува сериозни напори за привлекување на странски инвестиции, за да се намали невработеноста во земјата и да обезбеди одржлив економски раст. Владата веќе најави финансиска поддршка во износ од 25 милиони евра за 3 нови инвестициски проекти, меѓу кои е оној на Магна. Од нив 18,6 милиони се за поддршка на проектот на Магна и 5,7 милиони за проектот на јапонската компанија за електроелементи Јаскава, која веќе гради нови постројки за фабрички работи во земјата. Владата одвои сума од над половина милион евра за поддршка на словеничката филијала на британската компанија GKN, нова производствена линија за компоненти за модели на Мерцедес и Волво. Американската агенција Bloomberg се обиде да присмета колку заработува еден производител на автомобили од своите модели. Сметките се направени за пазарот во САД, а во основа се финансиските резултати објавени од страна на водечките премиум компании. Според Bloomberg, минатата година германската компанија Porsche продала 238.000 нови автомобили, што носи профит од 4,1 милијарди долари. Тоа значи дека од секоја продадена машина Porsche инкасирал чисти 17.250 долари. Треба да се прецизира дека тоа сепак е доста условна бројка, бидејќи компаниите заработуваат не само од продажба на автомобили. Има уште приходи од резервни делови, сервисни услуги, инженеринг, развој за други производители и редица други елементи. Најдобар останува Ферари, каде што секој продаден автомобил и носи на компанијата околу 90.000 долари профит. Од Bloomberg дополнуваат дека кај италијанците 30% од приходите доаѓаат од продажба на мотори, различни предмети како и од парковите за забава кои компанијата ги изгради на неколку континенти. Добро заработуваат и другите германски производители, додава агенцијата. Концернот Daimler AG заработува околу 5.000 долари од секој продаден нов автомобил Mercedes-Benz, а горе-долу толку е и резултатот на BMW. По продажбата на Opel, американскиот концерн General Motors остана без водечкиот производител во Европа и сега ќе биде принуден да ја промени својата стратегија. Најавите за тоа дека Европа не е интересна за американците се сосема неточни. Како велат од GM, новата политика за стариот континент ќе биде на стартот идентична со онаа која се применува во Русија, која носи одредени позитивни работи. Ќе се нудат само големи кросовери од премиум сегментот, како и скапи спортски автомобили. Според информациите, американците на вистина немаат намера да се повлечат трајно од регионот, иако многумина тоа го најавуваа, туку ќе се обидат да се наметнат со своите марки Cadillac и Chevrolet. Во моментов, GM има 45 дилери во Европа, најмногу во Германија и Швајцарија, но нивната продажба за 2016 година е повеќе од скромна. Едва 781 нов автомобил од марката Cadillac и 1800 единици од моделите на Chevrolet, Corvette и Camaro.
Сепак, дури и при далеку поголема продажба во Европа, Opel беше губитничка марка под крилото на GM, додека од секој реализиран автомобил на пазарот од Cadillac или Chevrolet, американскиот концерн реализираше сериозен профит. Американците веруваат до 2020 година да направат голема експанзија на стариот континент, а до тогаш ќе се фокусираат на стабилизација на позициите во САД и Кина. Европската гама на Cadillac ги вклучува седаните ATS, CTS и CT6, кросоверот XT5 и теренецот Escalade. Марката Chevrolet е представена од спортските модели Camaro и Corvette, а во Русија се нуди и теренецот Tahoe. Минатата недела ви презентиравме дел од збиднувањата на несомнено најблескавата автомобилска смотра, 87-то издание на Женева Мотор Шоу. Видовте дел од близу 150-те премиерни изданија и секако уживавте во гледката што на своите штандови во Женева понудија светските автомобилски производители. И во оваа емисија повторно ве каниме да видите што уште ги красеше халите на Палекспо центарот. Уживајте во блескавите креации. Европската елита овој пат во Женева ја предводеше Алфа Ромео. И покрај тоа што имаше само европска премиера, Stelvio се чини ги собра симпатиите на сите присутни во Палекспо. Прв пат во својата историја, подолга од еден век, Алфа Ромео зачекори во сегментот на SUV возилата. Нема сомневање дека италијанците, кога станува збор за креацијата, убавината, стајлингот, повторно завршиле голема работа. Во Швајцарија беше прикажан ексклузивниот модел Stelvio First Edition со турбобензиски 2.0 мотор со 280 конски сили, како и две нови супер верзии, 2.2 дизел мотор, едната со 120 конски сили, а другата со 180. Двата мотори, како бензинскиот, така и дизелскиот, се поврзани со автоматски 8-степен менувач и нудат 4Q погон на сите стркала. Еден од автомобилите беше спакуван со дополнителна опрема на фирмата Mopar. Атрактивниот штанд со безпрекорни убавици крај возилата го комплетира топ моделот Stelvio Quadrifoglio, опремен со 2.9 V6 твин турбо бензински мотор со 510 конски сили. Во Женева светска премиера имаше завршената верзија на целосно новиот спортски модел на легендарната марка A110, со исклучително лесна конструкција, вкупна тежина од само 1080 кг и специјално дизајнирана аеродинамика. Првите представници на новиот двосет ќе бидат доставени на новите собственици пред крајот на оваа година. A110 е опремен со 1.8 литарски агрегат, помогнат од 4 турбини кој е развиен од алијансата Renault-Nissan. Максималната моќност е во состојба да генерира 252 конски сили, а вртежниот момент е 320 Нм. Во комбинација со лесната конструкција и роботизираниот 7-степен менувач, A110 ќе понуди можност за забрзување од 0 до 100 км/ч за 4,5 секунди. За да се постигне уште поголема сатисфакција за време на управувањето, Alpine A110 овозможува на возачот да одбере помеѓу 3 режими – нормал, спорт и трак. Секој од нив се одликува со карактеристично поставување на моторот, менувачот, електронската стабилност, издувниот систем и интерфејсот на информативниот екран. Изненадувањето од Рено во Женева е Zoe e-Sport. Креација помеѓу сериските и тркачките автомобили. Станува збор за напредно купе со поширока трага, а неговата тежина во однос на стандардната верзија е намалена на 1400 кг, со моќност од 460 конски сили. Концептот е одлична реклама за програмата на Рено во светскиот шампионат за електрични болиди Формула Е. Се придвижува со помош на два електромотори, исти како оние кои се користат во болидите на Себастијан Буеми и Никола Прост.
За разлика од Формула Е, Zoe E-Sport располага со погон 4x4. На располагање на возачот се 4 режими за движење, а во зависност од тоа колку потисок се испраќа кон оските, се менува и автономијата на електричниот спортист. Слично на болидите од Формула Е, нуди можност за регулирање на работата на преносот и сопирачките од местото на возачот. Динамиката на Zoe E-Sport сигурно нема да ве остави рамнодушни. Забрзување од 0 до 100 км на час за 3,2 секунди и електронски ограничена максимална брзина од 210 км на час, која се постигнува за помалку од 10 секунди при старт од место. Шансите за сериско производство на Zoe E-Sport не се особено големи, барем не во блиска иднина. Рено го обнови хит компактниот кросовер Captur, кој донесува бројни новини во однос на дизајнот и технологијата. Сериозни промени кај Рено New Captur се во однос на боите, односно додадени се две екстериерни решенија, Atacama Orange и Ocean Blue, при што се задржани контрастот и двобојната форма, а за прв пат се нуди и со пакетот Initial. Од компанијата велат дека сопствениците на возила ќе можат да избираат помеѓу повеќе од 30 различни комбинации. Renault New Captur, кој ќе дебитира со целосно диоден систем за осветлување Pure Vision, ќе се нуди со 6 различни внатрешни пакети, достапни во неколку бои, како и 5 надворешни пакети, како и со панорамски стаклен покрив. Агрегатската понуда останува иста. Drago nam je da i ove godine možemo ekipu Autopulusa da ugostimo na Renault štandu sajma automobila u Ženevi. Prava Renault zvezda ovogodišnjeg salona automobila ovde u Ženevi je Zoe. To je električni automobil, sportski električni automobil koji zapravo predstavlja savremeniju verziju i još uzbudljiviju verziju najprodavanijeg električnog automobila Renault Zoe u Evropi. Ovo je sportski automobil, super sportski automobil na potpuno električni pogon i interesantno je da ubrzava od 0 do 100 km za samo 3,2 sekunde, da ga pokreću dva motora od ukupno 460 konjskih snaga. Na ovaj način Renault pokazuje da nastavlja i da puno pažnje poklanja na razvoju električnih automobila. Ono što je još interesantno, Renault je ove godine na salonu automobila u Ženevi prikazao i novi Captur. Prvi put Captur je prikazan u verziji Initial Paris koji predstavlja zapravo najluksuzniju verziju Renault automobila. Renault Captur sada ima full LED svetla, takozvani taj prepoznatljivi Renault svetlosni potpis koji je karakterističan za sve nove automobile potpuno obnovljene Renault game. Sa ovim Renault Capturom zapravo sada je Renault pokazao da potpuno poklanja pažnju razvoju crossovera, tako da sada imamo Renault Captur kao crossover segmenta B, zatim imamo Kadjar, dobro poznat svima, kao crossover segmenta C i ono što je još super interesantno jeste novi Koleos crossover segmenta D koji je premijerno prikazan na sajmu automobila u Pekingu, zatim je svoju evropsku premijeru doživeo na sajmu automobila u Parizu prošle godine, a ono što je posebno interesantno da će na predstojećem 53. međunarodnom sajmu automobila u Beogradu takođe doživeti svoju premijeru za naše tržište i Renault Captur i Renault Koleos će se početi sa prodajom tokom leta, a zasigurno je da će biti u Srbiji u prodajnim salonima u septembru, što znači da očekujemo da odmah posle toga bude prikazan i dostupan kupcima i u Makedoniji. Dacia го збогати семејството Stepway со Logan MCV. Новината пристигнува со сите параметри карактеристични за основната верзија, а е надградена со едно подинамично и офроуд емитување и апликација. Автомобилот се одликува со дополнителните екстериерни елементи, тематски распоред на интериерот како изголемена за 5 см оддалеченост од патот.
Деби во Женева за Citroen C Aircross, концепт со стилски елементи од новиот C3 хетчбек, но и C4 Cactus, кој нуди многу показатели како најверојатно ќе изгледа продукцијскиот модел на новиот C3 Picasso. Од страните ги има препознатливите Air Bump штитници на вратите, додека подкренатиот под и заштитата на долниот дел на каросеријата му даваат карактеристичен SUV изглед. Тука се и препознатливите предни LED фарови и двојната решетка со логото. Од компанијата велат дека секоја површина е дизајнирана да ја подобри ефикасноста на возилото, вклучувајќи ги и отворите за воздух поставени на секаде, како и задниот дифузер за подобрување на аеродинамиката. Интериерот го карактеризира панорамскиот покрив, додека дигиталната командна табла дава представа како ќе изгледаат кабините на Citroen во иднина, со стаклен HUD дисплеј за прикажување на информации како и 12-инчен дисплеј. Новиот C3 Picasso се очекува да го задржи погонот на предни тркала, како и моторите понудени кај C3 хетчбекот. Луксузниот подбренд на Citroen во Женева премиерно го покажа моделот DS7 Crossback, кој според експертите е сериозна закана за конкуренцијата. Надворешноста на овој модел е навистина импресивна, а предната светлосна група вистинско уметничко дело. Предните фарови при отворање на автомобилот светат во виолетова боја, додека задните светла се направени во форма на тродимензионална школка. Што се однесува до внатрешноста, DS нуди 5 различни дизајни. Богата е и понудата на агрегатиот PureTech 130 SNS бензински мотори со 6 брзински рачен до Blue HDI 180 дизел со 8 брзински автоматски менувач. Во DS велат дека нивната конкуренција се BMW X1, Audi Q3, Range Rover Evoque. Peugeot Instinct е звездата на французите на салонот во Женева. Новитетот за кој велат дека ги исполнува желбите се карактеризира со Samsung Arctic Cloud, технологија за едноставна и транспарентна интеракција. Од поврзаните уреди го презема она што возачот ќе дозволи и учи од тоа за неговите навики. На тој начин може да го регулира возилото токму така како што тој посакува. Инаку се работи за импресивна shooting brake интерпретација со автономни способности. Има 2 автоматски и 2 мануелни режими на возење, хибриден погон од 300 конски сили и иднина која зависи од редакцијата на публиката во Женева. Fiat во чест на 60-те години постоење на моделот 500, односно популарното Fico, во Женева представи специјална лимитирана верзија на нивното супер мини возило, одавајќи почит на оригиналниот автомобил кој на пазарот првпат се појавил во 1957. Наречена Sessantissimo, оваа верзија ќе биде на располагање само како 500 C кабриолет, модел со колорит во две бои, бела и пастелна слонова коска, со хромирани детали како ретровизорите и нови 16-инчни алуминиумски фелни. Производството на Sessantissimo ќе биде ограничено на 560 возила, кои ќе имаат ексклузивен беџ со таа бројка поставен и надвор и внатре. Интериерот ќе има кожни седишта и ретро командна табла, а од модерните додатоци тука ќе се мултифункционалниот кожен волан и 7-инчниот тачскрин од инфотеинмент системот кој ќе нуди Bluetooth конективност, сателитска навигација како и компатибилност со Apple CarPlay и Android Auto. Jaguar во Женева имаше европска премиера на моделот I-Pace Concept, предходник на првиот електромобил во историјата на легендарната марка. За да ја одбележат јавната премиера на концептот во Европа, од Jaguar покажа I-Pace Concept во нова фотон ред боја и паралелно со тоа потенцираа дека почнаа да примаат барања за купување на електричниот модел. Од Jaguar додаваат исто така дека сериската верзија на I-Pace Concept ќе биде представена подоцна во текот на оваа година, најверојатно на автомобилскиот салон во Франкфурт, а првите испораки кон клиенти ќе бидат реализирани во текот на следната година. Со импресивен надворешен дизајн, во кој се комбинирани стил и динамика, I-Pace Concept е со автономија од над 500 км и е во состојба да се забрза од 0 до 100 км на час за околу 4 секунди. Jaguar I-Pace Concept е со погон на сите 4 тркала, а тоа е
постигнато со помош на електрични мотори, чија вкупна моќност изнесува 400 конски сили. Вртежниот момент достигнува 700 ньютон метри. Батеријата на возилото е литиум-ионска со 90 киловат-часови и е собствен развој на Jaguar Land Rover и освен од стандардни електрични извори, нуди и можност за брзо полнење за малку повеќе од 2 часа. Четвртиот во линијата на Range Rover, позициониран помеѓу Evoque и Sport, моделот Velar, има многу заеднички нешта со братскиот модел Jaguar F-Pace, вклучувајќи алуминиумската шасија, платформата и агрегатите со 4 и 6 цилиндри. Надворешноста на Velar ги задржала острите и чисти линии кои ги красат Range Rover моделите, додека во внатрешноста доминантна е употребата на високотехнолошки решенија, како што е предсет триделната централна конзола со 3 големи екрани. Сите материјали кои се користат во салонот укажуваат на луксус и престиж кои ги носи самото име Range Rover. Velar во понуда со 6 мотори, сите споени со 8 брзински автоматски менувач. Најслабиот е 2-литарски дизел мотор со 178 конски сили, додека најмоќната единица е 3.0 V6 бензински мотор со 375 конски сили, со кој до 100 км на час се стигнува за 5,3 секунди, а максималната брзина е 250 км на час. Honda понуди детали за новиот план на брендот наречен Electric Vision, со кој компанијата ја демонстрира својата посветеност кон идејата за електрификација на автомобилскиот свет. Основната цел која си ја поставуваат од Honda со Electric Vision е онаа дека 2/3 од представниците на компанијата достапни на европскиот пазар до 2025 година ќе бидат со електрифициран погон. Ќе ги користиме глобалните развојни можности на Honda за да го брзаме во введувањето на комплетното портфолио модерни електрифицирани системи за погон за нашите европски клиенти, истакнуваат од Honda Motor Europe. Првите чекори кон реализација на новата стратегија од Honda се преку постепено воведување на хибридни системи за погон во актуелната гама, а првиот целосно нов хибриден модел на марката ќе биде пуштен во продажба во 2018 година. После тоа на пазарот ќе видиме и многу други плагин хибридни целосно електрични, како и модели кои користат горивни келии. Од Honda потенцираа дека со овој свој нов исклучително амбициозен план, само неколку месеци откако стана јасно дека брендот е најбрзо растечки меѓу масовните производители во Европа, свртуваат сосема нова страница во своето работење. Според податоците на ACEA, реализацијата на Honda во 2016 година достигна ниво од 159.126 автомобили, што представува зголемување од 20,8% во споредба со 2015, што е највисоко меѓу масовните производители. Оградите на патиштата, познати како банкини, се едни од оние објекти кои ги земаме здраво за готово и често ги игнорираме. Но вистината е дека без овие едноставни навидом прегради, патувањето со автомобил ќе е многу опасно. Токму оградите се оние кои во случај на инцидент го задржуваат возилото на патот и не му дозволуваат да биде исфрлено, да падне во бездна или да се удри во објект, карпа, дрво. Патните огради не штитат од сериозни оштетувања, но тоа не значи дека удирот во нив е пријатен. Токму поради тоа патните инженери се обидуваат да го подобрат дизајнот на преградите за да се намалат уште повеќе евентуалните катастрофи. Еден од обидите тоа да се случи е новиот изум огради со специјални пластични ролни кои се деформираат, превземаат дел од енергијата од ударот, а истовремено овозможуваат на возилото да се лизга и да остане до нив без можност да дојде до превртување. Гледано од аспект на дизајнот, оградите за оваа цел не се направени од метални греди, туку од серија од ролери подготвени да го амортизираат ударот на возилото. Кога возилото ќе удри во неа, дури и при јаголо
од речиси 90 степени. Ролерите ја менуваат нагло насоката на движење на автомобилот, одземаат огромен дел од енергијата и ја претвораат катастрофата од потенцијално опасна по живот во помалку од таква, па и мали размери. Овој дизајн е дело на корејската компанија ETI Ltd и е целосно новоразвиен. Сличен производ има и австралиската компанија KSC Global, која го демонстрира ова уште пред 2 години, но сепак овој изум на корејците е далеку поусовршен. Корејците велат дека производот е одобрен за време на тестови како во Европа, така и во Кореја. Од KSC пак велат дека нивната ограда ги задоволува успешно и американските стандарди за безбедност, кои се најстроги во светот. Затоа очекувајте ги овој вид огради наскоро на патиштата. Бестселерот на Nissan, кросоверот Qashqai, помина низ рестилизација. Главните промени кај моделот се новиот дизајн на екстериерот, модернизиран интериер и појава на систем за полуавтономно управување. Автопилотот е во склоп на систем ProPilot и може целосно да го преземе управувањето на возилото при движење надвор од градска средина. Електрониката го задржува автомобилот во лентата на движење, го контролира забрзувањето и сопирањето. Токму затоа, кросоверот е опремен со подобрен сет од системи за безбедност и асистенти на возачот. На изглед, кросоверот од досегашниот модел се разликува по новиот преден капак, браникот, светлата и маската на ладилникот. Во задниот дел малку се променети светлата, а во браникот се појавиле нови декоративни елементи. Новината во интериерот е трикратниот управувач, а променет е и интерфејсот на мултимедијалниот систем. Подобрена е и звучната изолација. Палетата на мотори за моделот останува иста, а почетокот на продажбата на обновениот кросовер е закажан за летото оваа година. Infiniti го представи новиот концепт изграден врз основа на купето Q60 со додаток Black S кон своето име, а е опремен со хибриден агрегат и систем за обновување на енергија ERS, многу сличен на тој што се користи во болидите од Формула 1. Концептот е резултат од техничкото партнерство помеѓу Infiniti и тимот на Renault, а е подготвен во центарот на французите во близина на Париз. За основа на проектот е земен Q60 со 3-литарски V6 со 2 турбини и систем за погон на 4 тркала. Моќноста на агрегатот е 405 конски сили, што овозможува забрзување од 0 до 100 км/ч за 5,1 секунди. Употребата на системот за обновување обезбедува 500 конски сили, но дали се менува времето за забрзување? Нема информација. Дизајнот на Q60 Black S е дело на шефот на Европскиот дизајнерски центар на Infiniti, Matt Wierer. Јапонците од Mazda имаа европска премиера на кросоверот CX-5. Однадвор моделот се повеќе личи на CX-9 и CX-4, но е изграден на истата платформа Skyactiv како и својот претходник. Подсетување дека ова е првата самостојно развиена шасија од Mazda. Цврстината на каросеријата на CX-5 е подобрена за 15,5% благодарение на широката употреба на материјали со висока цврстина. Звучната изолација на кросоверот според представници на брендот е подобра. Моторната гама на европската верзија на моделот ги нуди истите мотори како и претходната генерација на возилото. Тоа се бензинските агрегати од 2 и 2,5 литри и дизел моторот со работна зафатнина од 2,2 литри. Сите мотори можат да работат заедно со 6 брзински мануелен менувач или со автоматски со ист број брзини. Независно од тоа дека меѓуоскиното растојание на новиот кросовер не е променето, возилото е 10 мм пошироко, а волуменот на багажниот простор сега е за 5 литри поголем, односно 505 литри. Honda конечно ја покажа сериската верзија на следната генерација Civic Type R.
Базиран на 10-та генерација на Civic, овој врвен спортист во компактната каросериска форма ќе стартува со продажба на лето со преработен 2-литарски VTEC турбо и 6-степен мануелен менувач. Вредноста на максималниот вртежен момент остана непроменета на 400 Нм, но моторот сега реагира уште подиректно и има подобрени возни својства благодарение на оптимизираната контролна електроника. Дополнително задоволство за возачот доаѓа од електронскиот меѓугаз при менувањето на степените. Новата платформа на Civic носи полесна и за 38% поцврста каросерија во споредба со претходникот. Задната мултилинк оска поседува покрути водилки наспроти стандардниот модел. Според Honda, каросеријата на Type R располага со најдобар баланс меѓу потисокот и отпорот на воздух во својот сегмент. Главната новина на Subaru во Женева беше целосно новиот кросовер XV. И додека првично овој модел беше формиран како крос верзија на Impreza, тогаш новата генерација е доволно далеку од тоа. Автомобилот е изграден на целосно новата платформа SGP, Subaru Global Platform, но и покрај тоа димензиите не се променети многу. Јапонците сепак ветуваат квалитетно и многу различно ниво на ергономија. Внатрешниот простор е поудобен, а багажникот со поголем волумен. Клиренсот е ист, 220 мм, но 4x4 системот Symmetrical AWD е дополнет со X-Mode, кој при лизгави патишта ги менува параметрите на работа на моторот, менувачот и системот за стабилизација. Кон тоа се додава испуштениот центар на гравитација, а суспензијата и управувањето се сериозно преработени. Новитетка е моделот и целосно реновираниот боксер агрегат, кој е со работна зафатнина од 2.0 литри и мокност од 156 конски сили. Трансмисијата е нова верзија на познатата Lineartronic, која отсега има 7 степени на пренос. Suzuki во Женева ја представи новата генерација на моделот Swift, најважниот модел за јапонците. Новиот Swift е дизајниран да му се допадне на просечниот млад европски купувач. Во внатрешноста, како и секогаш, Swift останал практичен. Трендот на таблети во автомобилите не го одминал ни најмалиот модел во моделната гама на јапонскиот производител, па така за инфозабавниот систем задолжен е екран на допир од 7 инчи, а на инструмент таблата помеѓу брзинометарот и обертометарот се наоѓа уште еден мал LCD екран од 4,2 инчи. Swift ја користи истата платформа како и Baleno и со основна опрема тежи само 890 кг. Моторната понуда не е богата и се состои само од бензинци и еден хибрид. Во понудата се 1 литарски агрегат со 3 цилиндри и турбополнач кој дава 110 конски сили, како и 1,2 литарски атмосферски со 4 цилиндри и 89 конски сили. Хибридната верзија ќе го има споменатиот бензински мотор од 1 литар. Toyota блисна со жешкиот модел, подготвен од надпреварувачката дивизија на компанијата Gazoo Racing Masters of the Nürburgring, врз база на Yaris. Тоа е цивилна изведба од WRC, моделот на Toyota. Под капакот се наоѓа 1,8 литарски 4-цилиндарски агрегат, но за разлика од неговите конкуренти кои се подпомогнати од турбополначи, новиот Yaris GRMN доаѓа со суперчарџер. Благодарение на тоа моделот располага со 205 конски сили кои се пренесуваат преку 6 степена мануелна трансмисија кон предните тркала. Суспензијата вклучува пониски спортски спирали со закс амортизери и подебели за цврстување на шасијата. Каросеријата со 3 врати е дотирана со специфичен боди кит, со нови браници напред и позади, кровен спойлер и заден дифузер. Истата е ишарана со црвени и црни елементи во стилот на WRC моделот. Интериерот е опремен со тркачки седишта, спортски кожен волан, преземен од Toyota GT86 и алуминиумски педали. Mitsubishi го представи Eclipse Cross, првиот нов модел на брендот од преземањето на Nissan.
Веднаш се препознава дизајнерската линија преку маската на ладилникот и обликот на предните светла. Задниот дел е малку невообичаен за Mitsubishi, односно јапонскиот производител се гледа дека презема друга насока во дизајнот. Препознаваме некои детали кои вличат потекло од Outlander, но сепак дизајнот е свеж, модерен и привлечен. Новиот Eclipse Cross ќе биде придвижуван од целосно нов 1,5 литарски турбобензинец со директно вбризгување кој во соработка со CVT менувач кој има 8 брзински спорт режим на работа и испорачува моќта кон електронски контролиран погон на сите 4 тркала. Во понудата ќе се најде и 2,2 литарски турбодизел со директно вбризгување кој е специјално доработен за потребите на Eclipse Cross и ќе ја пренесува моќта кон сите 4 тркала преку нов 8 брзински автоматски менувач. Eclipse Cross ја добива и најновата верзија на Super All-Wheel Control системот, кој контролира неколку различни параметри за да понуди динамично возење во согласност со потребите на возачот. Новото Kia Picanto, која имаше деби во јануари, официјалната премиера ја доживеа во Женева. Третата генерација на урбаниот малечок е сосема нова, како внатре, така и надвор, а за клиентите ќе биде достапен веќе оваа пролет. Picanto ги задржува димензиите на својот предходник, освен меѓуоскиното растојание кое е зголемено за 15 мм, што пак го зголемува просторот во внатрешноста. Поголем е и багажниот простор, 255 литри наспроти 200 досега. Суспензијата е ревидирана со потврдни стабилизатори, засилена е каросеријата и подобрена е звучната изолација. Ревизија е направена и кај управливоста, а воланот сега е подиректен. Под хаубата Picanto нуди 3 опции. Новина е 1 литарскиот турбомотор со директно вбризгување кој генерира 98 конски сили и во комбинација со 5-степен механички пренос. Базниот мотор е 1.0 MPI со 67 конски сили и 96 Нм, а потоа следи 1,25 литарскиот агрегат со 83 конски сили и 122 Нм, кој пак може да се комбинира и со 4-степен автоматски пренос. И двата агрегати ги краси нов систем за ладење и затворање на вентилите, слично како кај турбопредводникот. Во опремата на Picanto е вклучен нов мултимедијален комплекс со 7-инчен дисплеј со поддршка за Apple CarPlay и Android Auto. Со нов дизајн и GT линија на опременост, според Kia Picanto треба да внесе енергичност и младешки дух во А-сегментот. Корејците во Женева го представија најбрзиот сериски модел во историјата на марката – седанот Stinger GT. Европската верзија на спортскиот модел се разликува од онаа за САД, која дебитираше пред публиката на автосалонот во Детройт во јануари. Во Kia се надеваат дека возилото ќе успее на стариот континент, а за тоа говорат и некои бројки. Моќноста на базната верзија, која е опремена со 2,2 литарски турбодизел е 200 конски сили. Од 0 до 100 км на час овој седан забрзува за 8,5 секунди и успева да развие максимална брзина од 225 км на час. Во палетата на моделот ќе се појави бензински турбомотор со 255 конски сили, чии карактеристики засега остануваат тајна. Топ верзијата на Stinger GT е со турбо V6 мотор со зафатнина од 3,3 литри и ќе нуди 370 конски сили и 510 Нм вртажен момент. Благодарение на него, седанот кој е опремен со систем за погон на 4 тркала од 0 до 100 км на час забрзува за 5,1 секунди, што го прави најбрзиот модел во историјата на Kia. Јужнокорејскиот производител Hyundai на Женевскиот автомобилски салон ја покажа караван варијантата од моделот i30. Разбирливо, караван верзијата е значајно подолга од стандардната, плюс 245 мм, а освен поголемиот простор во интериерот, зголемен е багажниот простор кој сега има 602 литри употреблив волумен. Со соборување на задните седишта се зголемува на 1650 литри. Моделот во однос на моторната гама доаѓа со богата бензинска и дизел понуда.
Бензинската понуда ја чинат 3 агрегати, а започнува со 1 литарски 3-цилиндерски турбо со 120 конски сили, продолжува со 1,4 литарски атмосферски мотор со 100 конски сили и завршува со 1,4 литарски турбо со 4 цилиндри и 140 конски сили. Дизел понудата ја чини 1,6 литарски агрегат во 3 верзии, 90, 110 и 136 конски сили. Најслабите агрегати ќе бидат поврзани со 6 брзински мануелен менувач, а најмокните со 7 брзински со двојна спојка. Корејците својата визија за еднината ја представија со FE Fuel Cell Concept. FE означува Future Eco, а во Hyundai потенцираат дека ова е нов еколошки прифатлив SUV. Корејците на вистина ги апострофираат иновативните нови технологии кои нагласуваат еколошката прифатливост. Во концептот е вградена најновата 4-та генерација на технологија со водородни горивни келии, а токму оваа технологија му овозможува на концептот да помине повеќе од 800 км на ова чисто гориво.